Здраво, Македонија. Нешто по 18 часот, што значи време за листа за 300 квиз на знаење и надмудрување, кој што може да го гледате само на Сител телевизија. Сите сме подготвени во нашето студио, па нема да должам повеќе. Ќе ги повикам прво да седнат на нивното место тековните домакини, односно победниците од минатото издание на нашиот квиз, а тоа се Михаел и Марио. Повелете. Марио, здраво. Михаел, здраво. Здраво. Јас сум одлично, вие како сте? Одлично. После минатата емисија. После минатата емисија, каде што си заминавте со парична награда од 300 евра, така беше? Да. И дадовме сите оние 15 можни одговори за да освоиме максималната парична награда. Браво за тоа. Се извинувам, денеска со исти амбиции сме. Да, спремни сме. Супер. Да не сакате да додадете нешто вие? Поздрав до сите гледачи на Сител телевизија. Поздрав и од мене до сите гледачи на Сител телевизија. Ако е тоа, тогаш домаќини, знаете која е вашата кабина, повелете. Хвала. А секако во нашето студио се и нивните противници. Денеска во улога на предизвикувачи се Мате и Томе. Повелете. Господин Томе, здраво. Здраво. Мате, здраво. Како сте? Убаво. 3 плюс златна средина. Златна средина, не? Малце, кој ќе се заминете од тука, се надам одлични ќе бидат. 5 плюс. Сигурно. Да се надевам. Затоа сме дојдени, не? Па да. Пред се гледа, да се забавуваме, па после што излезе, излезе, тоа е тоа. Да не се седи дома денеска. Да научиме нешто и да обновиме градивото. Така па и ние да научиме нешто од вас. Зашто не? Ако даде Господ, ќе покажеме нешто. Така, ќе покажете како да не. Господин Томе, на кратко, ајде да се подсетиме кој сте, како сте, од каде ни доаѓате. Пензионер, живеам во аеродром, Комши. летно време малци у Сопиште, Супер. така да. Сопиште, огромна разликата од аеродром, така, тој летен период зборува. Летен по период температурата, ради температура. Супер, подлично, убаво што имаш место каде да избегаш. Мате? Јас од Припор доаѓам. Така Ти си на убаво на таман висина. Да. Одлично, за летно време идеално. Идеално. Супер, баш ми е мило. За денеска расположени сте за игра, така? Да. Чим сте тука дојдени, тоа е тоа. Почувате како предизвикувачи, па да видиме до каде ќе стигнете. Да. Тоа ми имате, повелете во предизвикувачката кабина. Благодарам. Михаел и Марио, односно Мате и Томе, се во нивните надпреварувачки кабини. Сега сите заедно ќе ги провериме дали работат како што треба и потоа продолжуваме со денешното издание на нашиот квиз. За таа цел прво ќе ве замолам да исклучиме домакинската кабина, а Мате и Томе, да ми кажете дали се слушаме добро? Да. Одлично, знаете, ако имаме некој проблем, ќе ми кажете. Ако нешто не е јасно, да ме прашате. Тоа е тоа, сега ќе исклучиме вашата кабина со среќа во продолжение. Михаел и Марио, дали се слушаме? Да, се слушам. Одлично, може да почнеме, така? Може. Супер. Ете, драги гледачи, се како што треба од кабините па до надпреварувачите и до целиот тим тука што работи на вашиот омилен квиз листа за 300. Нема да должиме повеќе, одиме веднаш со првото надавање, односно првата лицитација. Темата за истата гласи. Зборови што почнуваат на К, односно КА. Бараме зборови што се содржат во македонскиот дигитален речник и кои почнуваат со буквите К како кавадарци, без обзир дали се именки, глаголи, придавки, прилози и слично. Секој збор можете да го кажете само во еднина и само во еден род без членување. Не се признаваат лични географски имиња, народи, имиња на компании, кратенки и така натаму. Михаел и Марио, дали ни е јасна темата? Да. Одлично, Мати и Томе, дали ни е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при првата игра започнуваат ковните предизвикувачи. Во таа улога се Мате и Томе. Ќе ве замолам да исклучиме домакинската кабина. А Мате и Томе, која ќе имате понуда, кажете ни ја. 5. Започнуваме со 5. 10. Дуплираме на 10. 17. 17. 20. 20. 22. 22. 28. 28.
29. 29. 30. Заокружуваме на 30. 37. 31. 32. 32. 33. 33. 34. 34. 35. Едно повеќе 35. 36. 36. 37. 37. 38. 38. Нека одговарат. Ајде да видиме дали ќе се исплати оваа стратегија, Мати Томе. Мигел и Марио, имаме тука 38 празни полиња кои што ќе треба сега да ги испишеме, поточно испишете, со точни зборчиња кои што започнуваат на буквите К, А, односно К. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Може. Камион. Камион. Еден од омилените зборови на Син Мивања. Кавал. Кавал. Така е. Кабел. Кабел. Точно. Кабловска. Кабловска. Точно. Камелеон. Камелеон. Точен одговор. Камила. Камила. Така е. Кашмир. Кашмир. Така е. Кадифена. Кадифена. Така е. Катран. Катран. Така е. Камен. Камен. Точен одговор. Каменолом. Каменолом. Така е. Каменување. Каменување. Точно. Камшик. Камшик. Така е. Камшикување. Камшикување. Така е. Карта. Карта. Точно. Камшикуван. Камшикуван. Точно. Казна. Казна. Така е. Казнен. Казнен. Казнена. 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 Како сесија. Казнена сесија. Така е. Казнет. Казнет. Така е. Казан. Казан. Така е. Карбуратор. Карбуратор. Двогрли. Карлица. Карлица. Така е. Карцином. Карцином. Така е. Капија. Капија. Така е. Капела. Капела. Точно. Капа. Капа. Да. Така е. Каписла. Каписла. Точен одговор. Уште колку имаме? Уште 11. Канџа. Канџа. Така е. Канистер. Канистер. Точен одговор. Кандило. Кандило. Исто така точен одговор, уште 8.
Кама. Кама. Како нож. Да. Така е. Канта. Канта. Точен одговор. Канибализам. Канибализам. Така е. Камп. Камп. Така е. Точен одговор. Кампер. Кампер. Точен одговор. Кампување. Кампување. Точен одговор и уште две имаме. Уште две. Кастрирање. Кастрирање. Така и последниот. Кастрација. Кастрација. Шубави зборови за крај. Молим те. Ама честитки за освоениот поен. Браво за Михаил и Марио, без никакви поголеми проблеми. Успеавте да ги дадете овие 38 побарувани зборчиња кои што почнуваат на буквите КА, односно К. Имам уште една лицитација, внимателни во продолжение, но честитки за освоениот поен. Мате и Томе, немам никакви замерки. Очигледно им легна темата, ги поминаа зборчињата без некој поголем проблем. Браво си за вас, храбро игравте, храбро надававте, но тоа е што имаме уште една лицитација, ќе ја бараме среќата таму. Зборови кои што почнуваат на К, а не ги кажа, ајде, кабает, кабаница, кабаре, потоа кабина, кавалер, калдерма, кавгаджија, кавијар, кадифе, кадиф, кажавме, некој од тие беше добро, како и да е. Казачок, казино, каиш, кајакар, кајгана, кајмак, кајак, какаду, какао, кактус, калабала, капитал, калап, календар, калкулатор, калорифер, калугер и така натаму. Има доста зборчиња во македонскиот јазик кои што започнуваат на буквите К и А. А сега, драги гледачи, се селиме веднаш на второто надавање, односно втората лицитација. Темата за истата гласи. Најдобрите 200 фудбалски екипи во УЕФА лигите во последните 5 години. Ги бараме фудбалските клубови кои играле во последните 5 сезони во Лига на шампиони, Европската лига и Конференциската лига и кои оствариле најдобар коефициент. Коефициентот за објаснување се пресметува според успехот на екипите, нивните победи и пласманот. Михаил и Марио, дали не е јасна темата? Да. Одлично, Мати и Томе, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со надавање при втората игра започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна. Во таа ситуација моментално се Мате и Томе. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на Михаил и на Марио, а Мате и Томе, кога ќе имате понуда, кажете ни. 5. Започнуваме со 5. 30. 30. 35. 35. 40. 40. 44. 44. 50. 50. Нека одговарат. Ке го ставиме повторно, па да видиме што ќе биде. Во ред, Мате и Томе. Значи, Михаил и Марио, имаме тука 50 празни полиња, не е за подценување, а треба да ги наброиме оние најдобрите, значи од оние 200 да издвоиме 50 кои што ќе ги кажеме тука. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Ајде да почнеме од Англија, Ливерпул. Ливерпул. Ливерпул на оваа листа се наоѓа на 4-то место и е точен одговор. Арсенал. Арсенал. Така е. Челси. Челси. Точен одговор. Манчестер Сити. Манчестер Сити. Така е. Манчестер Юнајтед. Манчестер Юнајтед. Точен одговор. Ньюкасл. Ньюкасл.
Шести точен одговор за Михаил и Марио. Тотенхем. Тотенхем. Така е. Астон Вила. Астон Вила. Така е. Реал Мадрид. Реал Мадрид. Прв е на оваа листа од 200 најдобри екипи. Барселона. Барселона. Така е. Вилја Реал. Вилјареал. И Вилјареал е на оваа листа. Што значи точен одговор? Атлетико Мадрид. Атлетико Мадрид. Точен одговор. Валенсија. Валенсија. Така е. Рома. Рома. Така е. Интер Милано. Интер Милано. Интер Милано е трет на оваа листа. Милан. Милан. Така е. Јувентус. Јувентус. Така е. Наполи. Наполи. Така е. Лацио. Лацио. И Лацио точен одговор. Да. Фиорентина. Фиорентина. 20 точен одговор Фиорентина. Аталанта. Аталанта. Така е. ПСЖ. Пари Сен-Жермен. ПСЖ, Пари Сен-Жермен. Така е. Лион. Лион. Точен одговор. Марсеј. Марсеј. Така е. Монако. Монако. Така е. Бајерн Мюнхен. Бајерн Мюнхен. Борусија Дортмунд. Борусија Дортмунд. Така е. Франкфурт. Франкфурт. Ни треба целото име на клубот. Добро. Red Bull Лајпциг. Red Bull Лајпциг. Така е. Да. Бајер Леверкузен. Бајер Леверкузен. Така е. ПСВ Айндховен. ПСВ Айндховен. 30 точен одговор. Ајакс. Ајакс. Најдоброто средство за чистење. Точен одговор. Фейнорд. Фейнорд. Сега ги гледав дека се тука на листава. Така, еве ги. Точен одговор.
Атлетик Билбао. Атлетик Билбао. Така е. Спортинг Лисабон. Спортинг Лисабон. Така е. Бенфика. Бенфика. Точен одговор. Порто. Порто. Така е. Уште колку имаме? 14. Ова важи за последнава сезона, така? Последните 5 сезони. Добро. Да. Стеауа Букуреш, ФЦСБ. Стеауа Букурешт. Така е. Шериф Тираспол од Молдавија. Шериф Така нешто. Тираспол. Да. Така, добро си го кажа, брат. Точен одговор? Реал Социедад, дали не е кажан? Мислам дека не е кажа. Реал Социедад. Реал Социедад. Така е. Евертон. Евертон. Го нема. Многу ми е жал. Не е на ова листа. Кажавме 4/5 како ќе му дојде од ова, но леле, 40 точни одговори, за жал на самиот крај, ете направивме една грешка и сега ќе не врати да играме на пенали да го одлучиме победникот. Тоа е за моје задоволство, но знам дека на Михил и на Марио не име се едно, изгубија толку време, се помачија бога ми денеска. Одговара и за првиот поен, одговара сега и за вториот поен. Ќе беа многу посрекни доколку го освоја, но оваа ситуација Мата и Томе се радуваат. Честити и до освоениот поен. Знам дека и на вас Добри беа, добри беа, да. Одлични. Но сега пеналите ќе одлучат кој ќе биде, бидете внимателни Иначе секоја чест беа одлични. Да, секоја чест. Мене ми е криво вака кога ќе се случи, но тоа е дел од нашиот квиз. Затоа ги имаме тука пеналите, кои што ќе одлучат кој од овие два надпреварувачки пара ќе ми се придружи тука на сцената. Кажа доволно клубови, не знам кој би ги извел, ќе беа првата петорка, тоа се Реал Мадрид, Бајерн Минхен, Интер Милано, Ливерпул и Манчестер Сити. По звучни имиња од тука ги кажа голем дел. Бенфика кажавме, ги имаме Бајер Леверкузен, Базел, Балкани, Баник Острава, потоа Бодо Глимт, Болоња, Борац, Борусија Дортмунд, Борусија Махенгладбах, Брага, Вилјареал, кажаме Витезе, Виторија, Волфсбург, Галата Сарај, Гент, Динамо Загреб, Динамо Киев, Жирона, Јувентус кажавме, па ги имаме Копенхаген, Кристал Палас, Лајпциг, Лестер, Лех, Лил, Монако, Нант, Наполи, Ница. Знам дека имавме некој наш клуб, да еве тука Шкендија исто така. На овој список Црвена звезда, Хајдук, Фиорентина, Фейнорд и така натаму. А сега, драги гледачи, како што рековме, пеналите ќе го одлучат победникот на ова издание на листа за 300. Затоа останете тука. Продолжуваме веднаш. Секако знаете дека на пенали одговарат на поредно едните па другите, се додека некој не погреши, кабините се вклучени во текот на целата игра, па треба да бидат внимателни. Немаат многу време за размислување, од прилика околу 5, максимум 10 секунди, ако им дозволиме. Со значи ќе треба да пукаат на брзина со одговорите. А темата за денешните пенали гласи: филмови на Квентин Тарантино или Чарли Чаплин. Извор сајтот на ИМДБ. Бараме наслови на филмови кои ги режирале или Квентин Тарантино или Чарли Чаплин. Немаат премногу филмови, дали ви е јасна темата, Михаил и Марио?
Одлично, Мате и Томе, дали не е јасна темата? Супер. Знаете, драги гледачи, дека први со одговарање на пенали започнуваат тековните предизвикувачи во таа улога се Мате и Томе. Ке кажев да исклучиме кабината на домакините, но не исклучуваме ништо во оваа ситуација. Го очекуваме првиот нивни одговор. Мате и Томе, кога ќе имате одговор, споделете го со нас. Ајде. Има ги 10, со Чарли Чаплин има многу филмови. Ајде, некој, кој ти текто, кој според тебе, Томе, бака најпознат? Имаше еден кај што го играл. Ајде, вака, кога да тргне работата. Дали ви текнува како се вика тој филм? И тој може би првиот филм со зборување, мислам, дека на Чарли Чаплин. Ке морам да бројам, ми замеруваат веќе. 5, 4... Параброд. Како параброд? Чекај да видиме. Ова предпоставам со Чарли Чаплин. Да. Да, мислам дека знам и за кој филм мислиш, Мате, ама не знам дали насловот беше така. Добро. Да, немам тука. Жал ми е, чекај да видиме што ќе одговорат сега Михаил и Марио, доколку промашат, продолжуваме како ништо да не било. Михаил и Марио, вашиот одговор? Може на англиски да го кажем или мора? Наша транскрипција ни треба. Па, Пробај. Kill Bill, уби го Бил. Па добро не, Kill Bill е, да, тоа е си името на филмот и во наша транскрипција. Kill Bill е точен одговор и Михаил и Марио уште еднаш ќе ми се придружат на главната сцена. Да, зборував, пробав да ви асоцирам за големиот диктатор со Чарли Чаплин, да. А ги има тука Златна треска, не знам дали беше, мислам дека во Златна треска се викаше кај што со параброд, кај што излегуваат, се мамаат, да. Знам за што мислиш. Многу неми филмови има, меѓутоа... Да, кој да ги знае имињата. Јас сум од оние растени со Чарли Чаплин, еден од моите омилени актери и режисери. Но факт е дека знам 3-4 имиња на филмовите. Ако ќе почнеме да зборуваме, да разговараме со друг, сите сме ги гледале, да. Мате и Томе, сегаш ми е задоволство кога сте тука во студиото. За жал не излегува работите онака како што се надевавме, нели? Но во следното издание ќе ја бркаме победата тогаш. Така е. Вратите на листа за 300 на нашето студио се секогаш отворени за господа како вас. Па ве очекувам во блиски дни да повторно да се дружиме. Михаил и Марио, честитки до вас двајцата. Повторно ќе ве повикам тука на главната сцена и повторно ќе имате шанса да добиете парична награда. Но пред да го сторам тоа, ќе ги прочитам сите филмови на овие на Квентин Тарантино и на Чарли Чаплин. Не се многу. Квентин Тарантино ги имаме, беше еднаш во Холивуд. Касапски кучиња, Kill Bill 1 и 2, Неславни копилиња, Омразените 8, Отпорен на смрт, Петпарачки приказни, Джанго разузданиот или Одметнатиот Джанго и Джеки Браун. Чарли Чаплин, Големиот диктатор, Златна треска, Малиот скитник, Модерни времиња, Момче, Светлата на Велеградот, Циркус, Контесата од Хонконг, Кралот на Њујорк, Господинот Верду, Жена во Париз и Светлините на рампата. И ќе видам исто така и ја многу искрен во оваа ситуација. Освен 3 имиња, тоа првите 3, Големиот диктатор, Златна треска и Малиот скитник, за жал останатите наслови не ми се познати со Чарли Чаплин, а ги имам сите филмови гледани. Но тоа е што е. Продолжуваме сега понатаму, ќе ги повикам Михаил и Марио тука на главната сцена, а што ќе направат ќе дознаеме сите заедно, затоа останете со нас, се враќаме веднаш по пузат. Михаил и Марио се повторно тука со мене по четврти пат во оваа сезона, во оваа низа. Одлично, минатиот пат се заминавме со 300 евра, пред тоа со 150, значи се вкупно финансиско салдо во ова издание на листа за 300 до ова издание е 450 евра. Денеска ќе имаме шанси за да го зголемим истото, па ајде да не ви го одзимам времето. Пред, знаете, да започнеме традиционално се подсетуваме како стојат работите со нашата листа, која е составена од 15 празни пулиња и кои што треба да ги спишеме со точни одговори за да освоиме максималната парична награда. А во меѓувреме за вашите 3 точни одговори ви следуваат 50 евра. За ваши 6 точни одговори 100 евра, за 9 точни одговори 150, за 12 точни одговори 200 и за 15 точни одговори си заменувате од тука со, како што рекав, позната сума за вас од 300 евра. Може да започнеме? Може. Слушајте добро, драги гледачи, денеска го тестираме нашето знаење на тема
Форбсова листа на држави со најмногу милиардери. Бараме имиња на држави кои се наоѓаат на најновата Форбсова листа на држави со најмногу милиардери. Но внимавајте, ги бараме оние држави кои имаат најмалку 10 милиардери, а такви има околу 35 држави. Внимавајте, не бараме милионери, туку милиардери. Со логичко размислување малце мислам дека можеме да дадеме колку доста милиардери одговор. треба да има? Повеќе од 10 милиардери. Добро. Има тука тие се државите. Можете да претпоставите кои САД, Индија е Русија сигурно. има милиардери. Да. Русија има САД. САД има сигурно. И Индија сигурно. Индија има на милиарди и пол, има. 10 милиардери ги има. Ајде ќе започнеме со Индија, започнуваме со Индија. од ново најнаселената држава. Да, и они се трети на листата, на оваа Форбсова листа на држави со најмногу милиардери. И прв точен одговор за вас. САД. Соединетите американски држави убедливо водат на оваа листа. И точен одговор за вас. Кина. Кина, значи кажавме на првата тројка, САД на прво место, Кина се втори и Индија трети по број на милиардери, најмногу милиардери и 50 евра за вас. Мал чекор до првата ваша милиарда, но битно го направивме. Да. Капка во морето. Капка во морето. Сега Русија. Русија, чекај, Германија мора да има. Германија. Да, има тоа. Русија, Германија. И Бразил да има. Не, Франција. Дајте. Франција. Одиме со Франција како четврти одговор. И веднаш ќе кажам четврти точен одговор. Германија. Германија. Со Германија стигаме до 5 точни одговори и чекор поблиску до 100 евра. Русија. Русија. Русија како шести одговор од кој што ни зависат оние 100 евра и повеќе не зависат затоа што Русија е шести точен одговор за вас. Честитки за освоените 100 евра. Што правиме за понатаму? Саудиска Арабија. Има таму, да. Саудиска Арабија, Јапонија. Јапонија треба да е. Добро. Канада. Саудиска Арабија, чекај, Саудиска Арабија, Јапонија и Катар валјда имаат, или ОАЕ, Обединените арапски емирати. Тие принцовите са валјда им се водат тие милиарди. Кој рековме? Па би играле ние со Обединените арапски емирати, Добро. шејковите валјда има 10 милиардери. Јапонија. Јапонија и која кажавме? Кој сега не ми текна? Значи, Обединените арапски, Јапонија, која кажавме беше? Саудиска Арабија, ти кажа. Да, Саудиска Арабија. Може и Турција да има. Чекај, Саудиска Арабија, одиме па натаму. Одиме со Саудиска Арабија. Се извинувам, Саудиска Арабија. Седми точен одговор. ОАЕ, Обединените арапски емирати. ОАЕ или Обединети арапски емирати. Веќе ги гледам тука на листата. И тоа е осми точен одговор. И Јапонија. И Јапонија, да видиме докога е Јапонија точен одговор. Михаил и Марио ќе си обезбедат 150 евра и да, така е, 41 милиардер има во Јапонија, што ги прави точен одговор за 150 евра. Браво си. Браво си за Јапонија. Кажуваме ми ги вака по земја, онака помокни. Јужноафриканска република. Турција со преку 80 милиони. Турција сигурно има. Израел. Не знам Израел. Израел се повеќе. Мада мали се. Турција има сигурно. Израел има сигурно. Турција, Израел и Македонија. Австралија, да. Не бе, чекај. Турција, Израел и Сигурно. Австралија, таа е огромна. Добро, кај кажеш ти. Знаеш, може Јужна Кореја да има, они имаат автоиндустрија се јаки. Значи, одиме Турција. Кои кажавме? Сега се блокирам. Турција. Леле, не знам која кажав се втора. Не сум сигурен за овие, но таму Не, воопште за Турција сум Турција сигурен. 100%. Јес. Ама Не знам која кажавме за втора. Ја ќе ти кажам, ајде. Едни од земите што сега војуваат и пола свет, па и повеќе. не кажа ти. Израел, да, мала ме мукен. Израел,
Турција, Па за да водат војна сите страни очигледно имаат пари, бе. Да. Турција, Израел, бе сега која кажавме? Абе, Австралија ти викам јас. Не, друга кажавме. Ти Јужна Кореја викаш. Да. Јужна Кореја е. И одиме прво со Јужна Кореја сега. На толку автоиндустрија, ако Јужна Јапонија има Кореја. 40, овие има 10 сигурно. Ако те интересира, имаат и повеќе милиардери од Јапонија, 49. Добро. И значи 10 точен одговор. Турција. Турција, така и Турција е на оваа листа. Турција со 32 Има, милиардери, таму, 11 точен одговор и за 200 евра. Израел. Израел. Чекај да видиме Израел колку милиардери има, ме интересира. Само момент да видиме Израел. Добро да видиме. Израел 42 милиардери, 12 точен одговор за Мари Михаил. Честитки момци, браво, слушате, 3 празни полиња до на максимална парична награда. Што правиме сега? Бидете внимателни, можеме да ги изгубиме овие доколку нели промачиме, се намалува и бројот на држави изборот. Колку држави рековте дека 40? 35. Добро. Треба да е Бразил. Поголем од цела Европа. Ако знам колку дека цела Европа треба да е Бразил. Они имаат и автоиндустрија и производство и се. Канада, може да има. Не. Можно е оствари. Бразил треба да е. Иран треба да е. Огромен е. Овие Катар. Катар бак. Не, Катар има шековина. Последната. Катар не бутна членки на ОПЕК, излегол пред 5 години, ама би требало да има 10 милиарди. Не сум сигурен. Да прекинем одговор. Чекај, само уште еднаш брзински карта да помине. Од Африка мора да има. Од Египет. Африка од кој Нигерија да има. Не. Пак од кој? Јужна Африканска република, Нигерија. Па што Јардан не Тие има две, 10 милиарди. сигурно нема од Кои се вака со Камерун, природни богатства? батали ги не сме сигурни за никој на таму. Ај, ќе ги прифатиме 200 евра, иако ја би ги кажале Бразил, Катар и Египет. Бразил ке беше точно останатите две, ке бе добро. бутнеа, да. Добро. Сега ќе ги Доста. прочитам другите имиња, браво, може одлични бевте, не се за тука на чекот. Супер, да ги земевте две, пак ја асоцирав едно за да, Да. за да продолжите понатаму, но паметно одлука да не направиме непотребна грешки, да ги изгубиме и овие тешко заработени денеска 200 евра. Со здравје да си ги трошите, а вака, Форбсова листа на држави со најмногу милиардери, тројката како што кажавме, САД, Кина и Индија, потоа ги имаме Австралија, Австрија, Белгија, Бразил, Германија, Грција, Данска, Израел, Индонезија, Ирска, Италија, Јапонија, Јужна Кореја, Канада, Кипар, Малезија, Мексико, Норвешко, Обединето кралство, Обединети арапски емирати, Полска, Русија, Саудиска Арабија, Сингапур, Тајван, Тајланд и уште малци имам да докажам, Турција, Филипини, Франција, Холандија, Хонг-Конг, Чешка, Швајцарија, Шведска и Шпанија и тука со звездички Македонија. Така што ви рекле, да. имаме милиардери за вошки. Да, за друго. Не се зедам преска што коментиравме, ќе се воздржам од коментари, не се за тука. Браво за вас, за освоените пари. Одлична партија, на пенали се изборивте денеска за да стигнете до оваа позиција и не е за подценување. Поздрав уште еднаш и до Томи Мате, кои што беа нивни противници. Повеќе среќа нели наредниот пат, а со ова го завршувам и денешното издание на листа за 300. Секако ви закажувам средба веќе наредниот пат, а до тогаш останете со програмата на телевизија Сител и не заборавајте, ве сака Марко и ве сака с телевизија Сител. Чао!